Дека годините не се пречка за постигнување на големи спортски успеси, доказе прилепчанецот Миле Јовановски, инаку ветеран во прилепското и македонското параглайдерство и актуелен селектор на македонската параглайдинг репрезентација. Пред неколку денови тој го освои првото место на два меѓународни турнири, еден во Србија и еден кој што се одржа во Маврово. Пред се честитки Миле од екипата на Инфокомпас. Благодарам на вас. Точно така. Деновиве се случи мал куризитет. Едноставно, во петокот на 13-10 октомври во Србија, во близина на Ниш, имаше меѓународен натпревар во конкуренција од 30 на пилоти. Го освоив првото место. После тоа во Маврово, во организација на парагледерскиот клуб Кондор од Гостивар, имаше повторно меѓународен натпревар во конкуренција од пилоти од Албанија, Косово, Македонија и еден натпреварувач од Турција, каде требаше да се случи и тоа, и таму на истиот натпревар го освоив првото место. Зборуваме за прецизно следување. Точно така, да ве коригирам, значи дисциплината прецизно слетување ја гајат прилепските параглайдеристи и тука целиот национален тим е составен од прилепски параглайдеристи. Можам да напомнам во моментов, значи Христијан Темелковски, Мартин Јовановски, Борјан Јовановски, Миле Јовановски, Увческа Ане, Бојан Увчески, тоа се репрезентативци кои се надевам и во иднина, тие се млади сите, во иднина ќе ги бранат боите на македонската репрезентација во параглайдерство. Каде се наоѓа македонската репрезентација во параглайдерство моментално? Македонија котираше многу високо на светската ранг листа, поточно беше на второ место на светската ранг листа. Но последните години како што се градеа спортски сали, како што се градеа спортски терени, некој во државата заборави за спортистите дека треба да патуваат и треба да бидат наградувани и да трошат пари за тренинзи. И се градеа спортски терени, се градеа спортски сали, а никаде спортисти немаше. За жал, во тој период параглайдеристите не можеа да отидат ни на најмалите меѓународни надпревари, затоа што требаше од свој джеб да користат своји пари. Особено бевме испратени само на светско и на европско првенство, но бидејќи не се темпираше формата, успесите не беа. Во моментов Македонија е некаде 5-та во Европа, 9-та во светот, што мислиме дека е сепак успех во контекст на сите спортови што ги гаи Македонија во незината спортска елита. Мислам дека треба малце повеќе во иднина да се посвети на параглайдингот или ќе бидам многу реален на поединечните спортови, затоа што еден спортист многу малце кошта во однос на колективните спортови. Убави се колективните спортови, точно збираат маса на луѓе, но сепак за еден млад спортист кој може да ја представува Македонија и да биде прв во светот и да ја представува Македонија ширум Европа и светот, не треба големо број на средства и тоа градските татковци и државните власти треба во иднина да знаат што прават. Екстремните спортови, во кои што спаѓа и параглайдингот, моментално во Македонија се во подем. Вашето искуство, како го пренесувате на младите и дали имате идеја за уште поголема промоција и афирмација на овој спорт, не само во Прилеп, туку и во Македонија? И на каков начин тоа да се направи? Комплексно прашање, значи екстремните спортови во Македонија напредуваат, особено Прилеп. Прилеп предначи, Прилеп е град на екстремните спортови, но за жал, повторувам, не сме поддржани комплетно од локалната власт и не сме поддржани од државата. Во иднина треба малце повеќе да се носи, затоа што ние само параглайдеристите ќе зборувам, затоа што ја познавам таа тема. Во Прилеп, околината, во Крушево, сигурно идат повеќе од 3000 параглайдеристи во годината. Кога тоа ќе се израчуна дека секој параглайдерист што ќе најде потрошува од 500 до 1000 евра, замислете колкав е бенефитот на нашиот параглайдинг туризам тука на Трескавец, Крушево, едноставно на Пелагониската равнина. За жал, многу се поинтересни некои други работи на нашите локални власти и тие поддржуваат некои други мали спортови кај што за жал нема се од тој спорт,
а се вложиле толку финансии и толку средства за градежна оператива или пак за финансии каде спортот е колективен и се потрошени милиони средства. Дали планирате организација на некакви надпревари меѓународни тука во Прилеп, па и во Балканскиот центар за развој на параглайдинг во Крушево? Прилеп и Крушево се една цела единица за организација на параглайдерство. Параглайдинг клубот Делта предначи во оваа работа во овај регион и во Македонија, затоа што е организатор на светски и на европски првенства. Тие се одвиваат на местноста Крушево Мечкин камен и на Трескавец на новоизграденото полетувалиште. Во иднина исто така, само да напоменам, 2019 сме организатори на светско првенство, значи Прилеп, Крушево, Воздухопловната федерација на Македонија и како домаќин параглайдинг клубот Делта од Прилеп сме организатори на светско првенство во параглайдерство, но да напоменам во дисциплината крос кантри, тоа е прелети. Го спомнавте тој параглайдинг туризам. Дали може би планирате на Трескавец, на новото полетувалиште во Крушево, да се организираат многу почесто летање за обичните луѓе, кои што сакаат едноставно да летаат со параглайдер, да им се понуди на таква можност? Веќе има таква една група на параглайдеристи кои возат тандеми, тоа го работиме и во иднина ќе го работиме. Сите оние заинтересирани кои сакаат да летаат тандем летови, можат да најдат на нашите веб страни, на нашите фейсбук страници, значи можат да најдат информации и секој дневно се лета од Трескавец и од Крушево тандем летови. И од тука дојдува до голема масовност на овој спорт и голема експанзија. Голем е бројот на млади луѓе, млади пилоти кои сакаат веќе да почнат со овој спорт. Ние сме едноставно премногу зафатени со таа работа, затоа што ден и ден се пријавуваат се нови и нови ученици за развој на овој спорт. Мили, уште еднаш честитки за твоите успеси и за крај која е твојата порака до младите? Па гледај, добро вие кажавте, кога јас на моите 50 и некоја година можам да освојувам високи меѓународни надпревари, младите треба да бидат упорни и едноставно е Прилеп најпараглайдерски град во Македонија, тука на Балканот и пошироко. Прилеп ги има брајчата Јовановски, Прилеп има доста добра генерација на параглайдеристи, да напомнам Кристијан Темелковски, семејството Увчески, тоа се имена и презимена кои во иднина треба да се слушне на Балканот и во Европа и пошироко. Ви благодарам на разговорот.